Денес да го честитаме на сите православни христијани во Прилеп и Република Македонија. Православниот ден Свети Благовештение, кој е и ден на самиот храм, кој го носи името Благовештение или Стара црква во Прилеп. Срцето и душата секогаш е полна кога се преполни храмовите, така и овај ден. Му посакувам многу здравје, среќа, радост, успех сите да имат, да се гледаме зубави работи и да чуваме Република Македонија. Во оваа прилика сакам да го честитам и именденот на сите кои го носат името на овој голем христијански ден. Празникот кој е всушност празник за домостројот на човечкиот род, односно за планот за спасението на луѓето, е овој празник, Светото Благовештение. Имено од овој празник почнува радосната вест за доаѓањето во светот на самиот Син Божи, Господ Исус Христос, кој од преголема љубов кон човечкиот род, по благоволението на Отецот, слегол од небесата на земјата, се воплотил, примил тело човечко, се изедначи во се со луѓето освен во гревот, и ете, несмесливиот кога не може ни Вселената да го смести, се сместил во светата утроба на Дева. Превечниот благоволил да прими тело и да постане смртен по тело, за да ја уништи смртта со својата смрт. И токму затоа овој празник на нашата света црква е празник на радоста, празник на радосната вест, а благовештение или блага вест значи радосна вест. Ние во нашата епархија го имаме овој празник во Прилеп најприсутен, бидејќи е именуваната Стара црква посветена на Светото Благовештение, и мислам дека во цела Македонска православна црква и во цела Македонија во Прилеп овој празник најсвечено се празнува и одбележува. Па така по овој повод ја користам можноста да им го честитам името на сите оние што го носат името на овој празник, благој, блага, вангел и така натаму, што асоцира, односно што говори за ова радосна вест. Порачуваме до сите наши верни ова радосна вест, ова блага вест да се зачува во душите и срцата на сите нас, особено во овие тешки, кризни моменти на нашиот народ, особено нас македонците. Пораката му е, ете како што дури и во најзакровените земји каде што има војни, се прават отстапки, односно кога ќе настапат вакви празници, како што следуваат и следните во Страсната седмица, Велики четврток, Велики петок, Велигден и така натаму, престануваат војните и кај нас, нека престанат барем, ако не други војни немаме, но имаме вербална војна меѓу нас македонците и пошироко. Оттаму пораката моја е да престанат сите во овие празници да се занимаваат со било што друго, па дури да престанат да функционираат и парламентот и другите, за да му се посветиме на Бога во овие денови, на овие празници што следуваат во Страсната седмица, и да се израдуваме на најголемиот празник Великден. Нека е честит празник од за многу години.